Пред 4 години, по локалните избори во 2021, Арбреша Вљаши стана председателка на Советот на општина Струга. Физичката попреченост не ја спречи да дојде на оваа функција. Во овој процес јас мислам дека дадов максимумот да ги застапам и да кажам примерок дека ако му се дадат можност на лицата со попреченост ќе бидат еднакви и со сите други граѓани кои сакат да бидат и да придонесат во развој на македонското општество. Сепак смета дека нејзиниот пример е вистинска реткост и дека луѓето со попреченост и натаму се политички маргиналци. Во програмите политичките партии навистина треба да измислат модел на инклузивност и реално во она програма на победничката партија да може да се спроведе во текот на 4 години. Но не знам колку сте имале можност или тоа. Во последните парламентарни избори јас мислам дека во програмата беа многу, ни една страница немаше за тој дел дека начинот како ќе се направи ова инклузија со лицата со попреченост. Нејзиното искуство покажало дека во државава толку малку се води сметка за пристапноста на објектите и начинот на организирање на настаните, што е речиси невозможно кандидат со попреченост да се носи со динамиката на една изборна кампања. Некогаш ќе мислиш дека ти им пречуваш на динамиката, дека ти не можеш да бидеш толку брз колку оние. И така што најверојатно на индиректен начин се поставуваш на неповолна позиција дека сметаш дека ти можда не си во тоа ниво што треба да бидеш дел од политиката. Но, вели, општеството се развива од незадоволните луѓе. Мора да бидат поактивни и мора да бидат да се организират и да бидат многу појасни и конкретни на тоа што сакаат. Никогаш да не се задоволнат со личниот, ајде да речам, профит или позиција, бидејќи како единка во овој момент не може да го пробијат овој стереотип или препреки што се во нашето општество. Дека луѓето со попреченост биле подложени на дополнителна стереотипизација, па и дискриминација, е заклучок на длабинската анализа за кампањата и рекламирањето на интернет порталите на последните парламентарни избори. Документот го изработија Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС и фондацијата Метаморфозис со поддршка од владата на Обединетото кралство. Експертите посочуваат дека лицата со попреченост ги немало во онлайн политичкото рекламирање, кое патем на партиите им го плаќа државата. Не биле доволно застапени и во политичкиот наратив и медиумскиот третман на изборните теми, а кога тоа се случувало, биле третирани како пасивни општествени чинители. Всушност, согледавме дека вообичаено за овие лица зборуваат некои трети лица. Може би се тоа представници на граѓанскиот сектор или ќе се споменат од страна на политичките актери. Меѓутоа, ретко кога им се овозможува нивниот глас навистина да дојде до израз, а со самото тоа да дојдат до израз и нивните потреби, очекувања како од политичките, така и од општествените процеси. Ранливоста на луѓето со попреченост била користена за давање ветувања за подобрување на институционалната рамка, социјалната положба и потребната инфраструктура. Можне често за нив се зборува низ призмата на нивната позиција како лица на кои што им е потребна помош, кои што на некој начин треба да бидат заштитени и низ рамката на некакви ветувања. Во смисла, ќе подобриме ветување за подобрување на инфраструктурата, за полесен пристап до некакви објекти, за подобрување на медицинската заштита и така натаму. Споменувањето на нивните потреби е во ред, меѓутоа кога продолжува тоа да се прави на начин што е повторно исклучувачки, не се опфатен, не темелен, не систематичен, тогаш навистина е проблематично. Со оглед дека парите за политичкото рекламирање се обезбедуваат од државниот буџет, експертите сметаат дека политичките партии при рекламирањето и медиумското представување треба да го имаат предвид јавниот интерес. Тоа значи дека наративот треба да биде вклучувачки, а не маргинализирачки.
Во делот на регулативата потребни се промени кои што ќе значат поголема интеграција и инклузија, а тоа би можело да се направи преку интервенција во Законот за финансирање на политичките партии, при што на политичките партии би им било наметнато да бидат потранспарентни во доделувањето на средствата во медиумите и во поттикнувањето на таквиот тип наративи, а и потранспарентни во однос на начинот на кој што се трошат тие средства за инклузивност во општеството. Па така, како што ќе поднесуваат извештаи редовни, како што и се очекува од овие субјекти, така да бидат отчетни и во овој дел. Па составивме листа од 3 прашања за политичките партии. Гласеа вака: зошто немавте ниту една онлайн реклама за изборите со која им се обраќате на лицата со попреченост? Како за време на последните избори покажавте дека лицата со попреченост ви се важни како гласачи? Во пресред на локалните избори, дали како партија може да ветите дека ќе ги вклучите лицата со попреченост и во рекламите и во трката за функции? Прашањата ги испративме по електронска пошта до ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ и коалицијата Вреди. Дополнително се јавивме кај лицата задолжени за односи со јавноста, дека сме им испратиле прашања и дека имаат неколку дена да ни одговорат. Ништо не помогна. Не добивме повратно ниту една реченица од ниедна од партиите. Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива предлага партиите да се мотивираат за вклучување на луѓе со попреченост во изборните процеси преку измени во Законот за финансирање на политичките партии. Секоја партија би била задолжена за локалните и парламентарните избори да има на листа по 3 лица со попреченост. Ако партијата има толку лица на листите, да добива дополнителни средства од државата, кои би ги користеле наменски. Тие средства би се користеле за нивни пристапни веб страни да подготват, нивните места каде што ќе одржуваат настани, јавни настани да бидат пристапни, секако и нивните канцеларии да се пристапни, нивните материјали за кампањи да бидат според стандардите за пристапност. Предлогот предвидува и санкции. Ако која политичка партија нема застапена лица, да добива помалку 5% од досегашните средства што ги добива државата за кампањата. Но за измени на Законот за финансирање на политичките партии одлучуваат партиите во собранието. Истите од кои не добивме ниту еден одговор на прашањата за платеното политичко рекламирање и лицата со попреченост. Па, освен апелите на засегнатите, неголема форма на притисок се обврските кои партиите преку собранието веќе самите ги презеле, како Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. Тука е и Европската стратегија за попреченост за периодот од 2021 до 2030 година, која важи за сите земји членки на Унијата, клуб кон кој се стреми земјава. Со овие меѓународни документи се бара државите да им ги гарантираат политичките права на лицата со попреченост и да им овозможат нивно остварување на еднаква основа со останатите граѓани. Локалните избори во Македонија треба да се одржат во октомври годинава. Часовникот отчукува за партиите и државата да покажат демократски капацитет.